6 јуни 2024 година, четврток, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелности и настани со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Дневникот го стартуваме на тема политика. Мицкоски официјално е мандатар за состав на новата влада. Од денеска тече 20-дневниот рок за формирање нова македонска влада. Сакам да најавам дека набрзо денеска ќе биде составена новата влада, реформска влада, влада која што ќе има основна цел и задача да се занимава со реформите, да ги движи процесите напред, да не тонеме како држава и како општество во политичкото мучуриште на меѓуполитички препирки, туку да ја развиваме нашата држава, граѓаните во Македонија да се чувствуваат убаво, да нема граѓани од прв и втор ред, сите ние да бидеме подеднакви, да ги задвижиме работите во економијата, реформи во економијата, еден силен инвестициски циклус во економијата, тоа е она кое што граѓаните го очекуваат од нас, подобрување на стандардот на живот, исто така подобрување на стандардот на живот и изголемување на пензиите за пензионерите, едно од водечките ветувања кои што ги имавме во кампањата. Се разбира, ова состојба која што е во здравството во 21. век, пациенти да за жал го губат својот живот чекајќи по ходниците, а хируршките сали да остануваат во состојба во која што се овие денови, да учениците на 1. септември добијат учебници, она кое што е важно, иако знам дека тука ќе имаме жесток и сериозен предизвик, бидејќи состојбата во Министерството за образование, каде што е овој министар, не само што не е почнат овој процес, туку намерно го обструира, за да ете на 1. септември, кога ќе почне учебната година, учениците немаат учебници пред себе, да имаме задоволни земјоделци со загарантиран откуп, со повисока откупна цена, субвенции кои што навремено ќе бидат исплатени, да имаме задоволни припадници на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, дипломатија која што во светот ќе ги брани, штити интересите на нашето семејство, на нашето македонско семејство, а не лични интереси на поединци. Дел од нив, за жал, ќе мора во периодот кој што следи и да бидат повикани на озбилен разговор од страна на надлежниот министер, кој што е надлежен над работата на нашите дипломатски представници. Истовремено, владењето на правото ќе биде наша основна водилка, нешто кое што изостануваше, би рекол, овие 7 години. Ние продолживме да тонеме на сите мерења, на сите релевантни рангирања. Перцепцијата за криминалот и корупцијата е огромна. Граѓаните имаат револт во себе, се чувствуваат небезбедни. Тоа представува еден од главните мотиви зашто тие ја напуштаат Македонија покрај сите овие, би рекол, лоши услови за живот. А тоа е перцепцијата за високото ниво на криминал и корупција. И тука не мислам само на политичкиот криминал и корупција, иако ние како политичари сме одговорни за тоа, туку зборам на степенот на криминалитет кој што го гледаме низ улиците на нашата Македонија. Тоа се предизвици како и многу други кои што идната влада ќе ги има пред себе за решавање. Имаме начин, мотивирани сме, излеговме на овие избори со програмата Платформа 1198. Најголем дел од решенијата за сите овие напластени проблеми се таму. Добивме речиси половина милион гласа од страна на граѓаните на изборите за таа програма и таа програма треба да се спроведе, таа реформска програма, и убеден сум дека во иднина ќе ја смениме реалноста, ќе ја трансформираме Македонија во успешна европска приказна држава која што ќе биде татковина на сите граѓани без разлика на нивната етничка припадност, политичка припадност или неприпадност, место кое што ќе биде мотив и инспирација за оние кои што го напуштиле да се вратат назад. Градоначалникот Јанчев ги врачи ваучерите за најдобрите средношколски бизнис планови. Првата награда ја освоија Надица Гелова и Димитар Димитров за изработка на вертикална ветерница. Денеска пред се ми е
чест и задоволство еве да се приклучам кон овој убав чин на завршетокот на додолувањето на трите ваучери за избрани, односно најуспешни бизнис планови, организирани преку Комисијата за еднакви можности на општина Кавадарци, пред сега и на членовите на комисијата и на сите чинители. Сакам да благодарам за тоа што ова е сепак еден отворен повик и една мотивација за сите млади и перспективни луѓе кои што може да својата визија преточат во некој бизнис план и да биде реалност. Надпреварот за најдобар бизнис план во средните училишта е изворедна платформа за да се развијат вашите идеи, за да ги покажат вашите способности и да се поврзате со истоимисленици и потенцијални ментори. Секое учество е чекор напред кон вашата иднина без оглед на резултатот. Процесот на создавање на бизнис планови ви дава вредни искуства и знања кои ќе ви бидат од корист во секој аспект на животот и кариерата. Честитки на сите учесници, а најтопли честитки до победниците. Продолжете да сонувате големи соништа и да работите напорно за нивно остварување. Продолжете да сонувате, да создавате и да верувате во себе. Иднината е ваша. Јас сум Благица Чадамова, учам во средното училиште Добри Даскалов, под подрачје Општествено-хуманистичко А подрачје. Мојот ментор е професорката Лоска Давчева. Многу ми беше мило што ми помогна да го реализирам овој бизнис план. На почетокот зошто го започнав да го пишувам овој бизнис план е поради тоа што разгледав некои проблеми во Кавадарци кои што има многу малку услужни места каде што книгите, односно литературата и услужните места се како симбиоза во едно. И затоа започнав и се инспирирав да го напишам овој бизнис план, да создадам место каде што литературата и атмосферата и дружењето се стапуваат во едно. Јас сум Маријан Атанасов, ученик сум во 3-та година во средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров од Кавадарци. Така се работи за бизнис идеја хотел за миленици, кој што го нарековме Пет Палас под менторство на заменик директорот Горан Зимовски. Идејата беше поради тоа што живееме во динамично време каде што власниците на тие миленици понекогаш не можат да им обстојат на истите и затоа ние сме тука за да ги вдомиме, да им пружиме нега, хигиена и добра исхрана. Јас сум Надица Гелова, доаѓам од Кирос Панџов Брко Кавадарци, смерот компјутерска техника и автоматика. А нашиот проект постои веќе 2 години, нашиот бизнис, Аеро 2. Проектот е урбана вертикална ветерница, која што го прочистува воздухот, исто така произведува електрична енергија. Таа е 1000 пати поевтина да се направи од обичната ветерница. Идејата ја добивме поради тоа што нашето училиште се наоѓа на многу прометна локација, каде што воздухот е загаден и решивме да го спречиме тоа со поставување на ветерници на оградата на нашето училиште, каде што би се спречило загадувањето од автомобилите. Со таа енергија ставаме прочистувачи на воздух во училниците, каде што исто така се спречува загадувањето. Нашиот ментор е професорот доктор Димитри Ангелков. Воедно сакам да ви спомнам дека нашата кампања за собирање донации за проектот е во тек. Можете да ја најдете на eCrowd. Платформата исто така ја има на нашите Facebook и Instagram профили Аеро 2. Продолжуваме на тема инфраструктура. Инфраструктурно ќе се средува централното подрачје на селото Паликура. Покрај хортикултурно и партерно уредување ќе се постават и реквизити за одмор и рекреација на сите возрасти. Денес сме во населеното место Паликура. Овде се работи на хорикултурно и партерно уредување на централното подрачје на село Паликура. Се работи за поставување на урбана опрема, каде што ќе има клупи за седење, летниковци, играчки за децата од Паликура, многу зелени површини, но и други работи кои што навистина ќе го разубават центарот на село Паликура. Ова е дел од еден од проектите кои што се прават моментално на територијата на општина Росоман, односно во Паликура, во село Трстеник и во Манастирец. Станува збор за проекти со хорикултурно и партерно уредување во трите населени места. Вредносно индесуваат некаде со ДДВ околу 9 милиони денари и проектот е финансиран од Вардарски плански регион со кофинансирање од општина Росоман. Бидејќи сме во Паликура, мораме да споменеме што друго планираме во Паликура.
долгогодишниот проблем на Паликура конечно ќе го решиме, а тоа е проблемот со водоснабдувањето, не дека немаат вода, туку таа вода не е исправна за пиење. Моментално од првите две фази од пронаоѓање на вода ги завршивме. Ископавме бунар, пронајдовме доволно количина на вода, поминати се две анализи кои што кажуваат дека водата е одлична и можат граѓаните да ја користат и за пиење и за други потреби. Меѓутоа останува уште да го направиме водоводот и пумпите со цел да ја донесеме водата до Паликура. Јас искрено очекувам, бидејќи веќе работиме на проектирање на водоводот, до септември месец граѓаните, жителите на Паликура да добијат вода за пиење како што им доликува. Исто така имаме предвидено оваа година да правиме и помали улички во Паликура, но и уредување на просторот околу црквата во Паликура, кое што е навистина едно прекрасно место, но треба дополнително да се доуреди. Веќе во Росуман, во самото Росуман интензивно се работи, исто така во Манастирец се работи на парк, кој што навистина ќе има една покрај хорикултурното и партално уредување кое што се прави на центарот на Манастирец. Во училишниот двор веќе работиме на парк кој што ќе биде прекрасен и ќе има големи и убави играчки за децата од тоа населено место. Така оваа година планираме и реконструкција на спортското игралиште во рамки на училиштето во Сирково, покрај централното уредување, изградба на краци од канализација, поплочување на помали улици исто така. Истото ќе се случи во Манастирец, поплочување на помали улици, но и во сите останати населени места, да не заборавам некој. Очекуваме најнормално и соработка со советниците, односно Советот на општина Росуман, со оглед на фактот што луѓето од населените места и од самото Росуман преку нив можат да пренесат што е оно што им фали. Па токму така, се надевам дека ќе продолжиме со соработката која што ја имаме со поголем дел од советниците од Советот на општина Росуман. Видовме во изминатава година дена и повеќе како се разбираме, ако разговараме, дека побрзо се надминуваат и се решаваат проблемите кои што ги имаат нашите граѓани. Очекувам таа соработка да продолжи до крајот на нашите мандати, бидејќи само така можеме да продолжиме како и до сега да ја градиме и развиваме општина Росуман. Изборите завршија, нема време и простор да тераме кампањи, бидејќи сето тоа е завршено и се надевам дека разумно и како до сега ќе продолжиме да ја водиме општина Росуман. Во дневникот актуелна тема и од образованието. Матурантите во сабота ќе го полагаат изборниот екстерен испит. Најмногу пријавени има за тестот по англиски јазик, а потоа за математика и германски јазик. Матурантите во сабота ќе го полагаат вториот изборен екстерен испит од државната матура. Како и во минатите години, најмногу кандидати, 13.198, се пријавени за тестот по англиски јазик. Испит по математика ќе полагаат 1356. За германски јазик се пријавени 114, 37 за француски, 84 за естетика и по еден кандидат за руски јазик и за филозофија. Минатата сабота матурантите го полагаа првиот задолжителен екстерен испит, мајчин јазик и тоа македонски, албански или турски и литература. Најдоцна до 8 јули Државниот испитен центар ќе ги објави резултатите од полагањето на двата екстерни испита. До тогаш треба да има и одлука од комисиите на Државниот испитен центар за поништување на тестови за првиот и за вториот екстерен испит, доколку се утврдат прекршување на правилата на самото полагање или ако се констатираат нерегуларности, тоест преписи при оценување на тестовите. За да има поголема контрола при полагањето, оваа учебна година матурантите првпат тестовите ги решаваат во големи простори, во училишните холови или спортските сали. Според видот на образование, државна матура во јунската сесија полагаат 6341 матурант од гимназии, 8230 од стручни училишта и 263 од уметнички училишта. Матурантите кои во јунската сесија нема да ја положат државната матура или не во целост, ќе може да се пријават за августовската сесија, кога двата екстерни испита ќе се полагаат на 12 и 14 август.
Најнови информации и од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Бензинот Евро Супер БС 95 од полнок се намалува за 2 денари. Евро Супер БС 98, Евро Дизел, екстра лесното масло за домаќинство и мазутот остануваат со непроменети цени. Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Македонија донесе одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,49% во однос на одлуката од 3 јуни годинава. Малопродажната цена на бензинот Евро Супер БС 95 се намалува за 2 денари по литар. Малопродажните цени на бензинот Евро Супер БС 98, како и на Евро Дизелот, на екстра лесното масло за домаќинство и на мазутот М1НС не се менуваат. Напоменуваме дека ова се максималните цени на нафтените деривати кои ќе важат од петок, 7 јуни, од 0 часот и 1 минута по полнок и истите ќе изнесуваат. Моторен бензин Евро Супер БС 95 80 денари по литар. Моторен бензин Евро Супер БС 98 84 денари по литар. Дизел гориво Евро Дизел БС 73 денари по литар. Масло за горење екстра лесно 72 денари по литар и мазут М1 43,209 денари по килограм. Продолжуваме со спорт. Дреново се шампиони во Општинската фудбалска лига. На едно коло пред крајот Дреново има 7 бода предност пред конкурентите и веќе го добија шампионскиот пехар. Во Општинската фудбалска лига Кавадарци оваа сезона се надпреварува 8 екипи. Всушност играа 7, а екипата на Глишичи, ако се пријави за настап, се откажа од истиот на самиот почеток. Вчера се одиграа средбите од 10-тото коло во кое се постигнаа следниве резултати. Сирково Сопотско поле 0-3, Ваташа Единство Трстеник 3-0 и во дербито Дреново Габер 3-1. Љубаш беше слободен, бидејќи требаше да игра со Глишич. Во недела ќе се одигри и предпоследното коло, двојките се Сопотско поле Ваташа, Габер Љубаш и Единство Дреново. Овие надпревари нема да решаваат ништо, бидејќи шампионот во оваа конкуренција веќе однапред е познат. Тоа е екипата на Дреново 2016, која по вчерашниот надпревар со Габер веќе го доби и шампионскиот пехар. Имено дреновчани по 10 одиграни кола имаат скоро до 8 победи и 2 нерешени средби и без пораз собра 26 бодови. Тоа се недостижни 7 бода предност пред најблиските конкуренти Ваташа и Габер, кои собраа по 19 бодови. Токму затоа по вчерашниот надпревар представници од Општинскиот фудбалски сојуз Кавадарци на Дреново му го врача и шампионскиот пехар, а информации блиски до клубот велат дека екипата е заинтересирана и за настап во третата лига Југ следната сезона. Ракометот ќе биде спортски заштитен знак за оваа година. Кадетите, младинците и сениорките ќе играат на европско, а младинките и сениорите на светско првенство. Во наредните 7 месеци ракометот дефинитивно ќе биде спортски македонски заштитен знак. А се ќе започне веќе на 19 јуни, кога овде во Скопје ќе стартува светското првенство за младинки, на кои женската младинска ракометна репрезентација на Македонија ќе игра против селекцијата на Соединетите Американски држави на 19 јуни, следниот дуел е на 21 јуни против Исланд, додека групната фаза ќе ја завршиме на 22 јуни против Ангола. Следниот месец машката младинска репрезентација на Македонија, предводена од Раде Стојановиќ, ќе биде дел од Европското првенство кое ќе се игра од 10 до 21 јули во Словенија. Нашите младинци се во група со Австрија,
Хрватска и Црна Гора. Машката кадетска репрезентација на Македонија ќе биде дел од Европското првенство во Црна Гора од 7 до 18 август, а ќе бидеме во група со силните Франција и Германија, како и со селекцијата на Полска. Календарската 2024 ќе ја завршат сениорките, кои ќе бидат дел од Европското првенство што ќе се игра во Унгарија од 28 ноември до 15 декември. Македонија е во група со еден од трите домакини на Европското првенство Унгарија, со стариот познаник Шведска, како и со дебитантот Турција. А следната 2025-та ќе ја стартуваме во исто темпо, бидејќи нашите сениори ќе бидат дел од светското првенство кое ќе се игра во 5 градови: Осло, Хернинг, Загреб, Пореч и Вараждин од 14 јануари до 2 февруари 2025. Избраниците на Кире Лазаров ќе играат во групата Д, што ќе се игра во Вараждин, а противници на црвено-жолтите се репрезентациите на Холандија, Унгарија и Гвинеја. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Попладне во југоисточните делови од земјава ќе има услови за ретка појава на пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. УВ индекс 8, температура до 33 степени. Почитувани гледачи, го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Останете и понатаму со нашата програма и имајте пријатни мигови.